кога Господ прашува 5 дел. Ке отвориме во Исаија 6 глава. Денеска беше спомнат овој случај. Ми се чини во 5 минути од Елена, ако не се важно. Кој што носи наслов "Тешко мене", така беше. Да. Тоа е баш извадок од 6 глава од книгата на Исаија и баш и така го спомна тоа. И читаме први стих. Во онаа година, кога умре царот Ози, или Азари, мислам дека во книгата на цареви се спомнува како Азари, кога умре, значи, царот Ози, го видов Господа како седи на висок и возвишен престол. Скутовите на неговата плаштеница го исполнуваа храмот. Ова ќе биде своевидна мисионска порека, да кажам. Прво за мене, потоа за секој од нас. Значи, Исаја има визија во ситуација кога страда од малодушност, го зафаќа некоја апатија, затоа што не знае како ќе оди понатаму Јужното царство. Северното веќе е поробено, е распарчено, а сирците се тука напаѓаат. Умира Ози, кој што бил доста добар цар и допринел за таков просперитет во Јужното царство, како што немало цели 200 години од времето на Соломон. Меѓутоа просперитет се мисли пред се на економски, воен, како воена сила, значи се консолидирало во Јужно царство, Јуда. Но во духовна смисла ситуацијата не била многу баш розова. И сега во една ваква ситуација тој се прашува што ќе биде понатаму. Умира добриот цар, кој ќе дојде? Кој ќе биде следниот? И следниот бил добар. Јотам, како се викаше, кој што Јотам, да, ќе го наследи Ози. Но сепак Господ му дозволува да види визија, да го охрабри како прво, да го види престолот Божи, да му ја отвори, значи, она втора завеса во светињата на светињите, да види Господа на престолот и да свати дека Господ има контрола над се, како што денеска слушаме. Дали ќе дошол Трамп, па кој знае, утре, верувам дека некој сака, да дојде Заев на власт кај нас. Кој сака, нека дојде, Господ има контрола над се. Тоа е оно што треба нас да не храбри. И не прв пат на своите слуги Господ им дава една ваква визија, значи да го видат Господа. Исаја го гледа на неговиот висок и возвишен престол, како што вели овде. Сега да видиме малку околу Ози, да се задржиме на тоа, каква била ситуацијата, значи, околностите. Владел цели 52 години со Јуда. И навистина се покажал како добар цар. Еве имаме еден извадок за тоа како владел во втора книга Летописи или втора книга Дневник, 26 глава. 26 глава во втора книга Дневник. 4-5 стих. Вели, правеше што е право во Господовите очи. Сосем како и неговиот татко Амаси. Го бараше Бога за време на животот на Захарии, кој го учеше на Божји страв. Додека го бараше Господа, Бог му даваше среќа. Многу убави зборови за Ози, пофални. Ото од 12 до 15. Вистата глава. Вкупно имаше на број, значи еве го сега тој просперитет за кој што кажав, семени главатари, храбри јунаци, 2600, под нивна управа беше силна војска од 370.500. За бој вешти војници, за да му помагаат на царот против непријателите. Ози и направи на својата војска штитови, копја, кациги, оклопи, лакови камења за прачките. Потоа вели направи во Иерусалим вешто измислени бојни справи, пронајдок на градител, за да стојат
на стражарниците, на аглите на тврдините да фрлаат стрели и големи камења. Значи, добро опремена армија, економија добра, просперитет, како што ќе спомнеме сега подолу малку од еден цитат од Елен Вајт. И економски просперитет, меѓутоа, обично бива во таква една ситуација духовноста да опаѓа. И слушнете ги зборовите од пророци и цареви. Меѓутоа, надворешниот напредок не бил пропратен со одговарачко оживување на духовната сила. Обредите во храмот биле вршени како и порано и многу луѓе се собирале да го слават живиот Бог. Меѓутоа, гордоста и формализмот постепено го завземале местото на понизноста и искреност. Значи, едноставно формално оделе во храмот, принесувале жртви, се тоа што се правило, значи сите тие церемонии таму, и вели гордост и формализам владееле во духовна смисла. Иако просперитет во секоја друга смисла. Токму Господ му дава една ваква визија, за да преку оваа визија му покаже на Исаија како тоа треба да се почитува Господ. Значи, ние некојаш може би така, протестантските цркви, ние сме така клупи, немате ништо посебно од зидови, немате тука ни икони, не знам што кипови, не знам некои свештеници облечени, не знам како чудно таму, па кадења, па не знам што, па тоа некако да создава, како што создава во католичка црква или во православна, некое чувство, така да, дека сте стварно некое посебно место. Некојаш може би го губиме тоа чувство од вити, како да се најдеме во некој клуб или не знам, ништо посебно, не црква. И тоа станува формално, посебно. Така било во тоа време. Идолопоклонство било присутно. Втора цареви, отворете во 15 глава, значи исто тука имаме опис за времето на владењето на Ози. Втора цареви, 15 глава, 3-4 стих. Правеше што е правило Господовите очи, сосем како неговиот татко Амаси, само не ги разурна високите места и народот уште пренесуваше жртви и кадеше на високите места. Еве еден пропуст. Значи високите места останали. Идолопоклонство присутно. Повторно во втора летописи, 26-та глава, истата глава, значи, Еве кај сгрешил у последните години од своето владење. Но кога се засили Ози, срцето му се возгордеа. Еве, таа гордост присутна, па дури еве кај царот. Многу што се расипа. Та му изневери на Господа својот Бог, зашто влезе во Господовиот храм и почна да принесува темњан на каделниот олтар на жртвени. Кој ова ваква слична една грешка направи? Цар, а принесуваше жртва и кадеше, што правеше? Саул, да. Нешто што царот не може да го прави, значи само просвещеник. Ама по него влезе свештеникот Азари и со него 80 господи свештеници и те му се спротиставили и го спречеле во таа намера и во исти момент Господ го казнил, му се појавила губа на челото и така и останал губав до крај. Кратко после тоа ќе умре. И во една таква ситуација Господ го повикува Исаија во служба. Само да спомнам предходно во втора летописи 27 глава за неговиот наследник, че како одат работите понатаму. Значи втора летописи или дневник 27 глава 1 и 2 стих. А на Јотама му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 16 години во Иерусалим. Името на мајка му беше Еруса, Садокова керка,
правеше што е право во Господовите очи, сосем како татко му Озеј, само што не влезе во Господовиот храм, че овој неа повторно грешката на својот татко. Но, вели понатаму, во крајот од стихот, народот и натаму беше расипан. Попусто. Видите, имаме ситуации кога имаме добар цар, ама сепак народот далеко од тоа. Иако просперитет во секоја смисла, но духовноста никаква. Гордост, формализам. Исаја во една цела ваква ситуација е итекако загрижен. Имало социјална неправда, идолопоклонство, кажавме, раскош од друга страна ради материјалните придобивки, пијанства, оргии, се и се што оди со тоа заедно, и го зафаќа една малодушност Исаија, и Господ му дава прилика да го види самиот него на престолот. И продолжуваме понатаму сега од 2 стих во 6 глава Исаија. Над него стоеа серафимите, секој имаше по 6 крилја. Сега Исаија има прилика да види како тоа треба да му се служи на Господа. Со каква чест, почит. Не, тука нема никаков формализам. Туку сериозност. Секој имаше по 6 крилја, 2 крилја за да го заслони лицето. Серафимите со заслонето лице пред Господа. 2 крилја за нозете и со 2 крилја леташе. И си веля еден на друг: свет, свет, свет е Господ над воинствата. Сета земја е полна со неговата слава. Од грмливите гласови на оние кои воскликнуваа, се стресоа до вратниците на праговите, а домот се исполни со дим. Каква сцена! Исаија се нашол пред Господа во храмот, гледа што се случува, како му служат серафимите на Господа, како пеат, како всушност треба да изгледа едно свечено богослужение. Некако тогаш што ги вршеле службите во храмот. Реков, кога ги гледа овие сцени, значи пазете, прво што овде го гледаме е секој од нас, па и Исаија, кога ни е тешко, кога гледаме дека работите не идат како што треба, можеме не зафаќа некоја малодушност и нас. Не знаеме како ќе се одвиваат настаните понатаму. Кренете поглед нагоре, кон горите, од кај што доаѓа нашата помош, како што гледат. Прво нагоре, кон Господа. Потоа ќе следи еден друг поглед. Откако ќе сватиме кој е Господ, всушност, тогаш веројатно ќе се видиме ние самите во вистинското светло. Тука гордоста паѓа во прав. Тука ние се губиме. Реков, како Исаја ова ќе го види, рекол: тешко мене, пропаднав зашто сум човек со нечисти усни. Живеам во народ со нечисти усни, а моите очи го видува царот, Господ над војските. Колку и да се сметал за нешто малку подобар, како што вели Стрелен Вајд таму во своите коментари, од останатите, сега се поистоветува со сите нив. Тешко мене пропаднав зашто сум човек со нечисти усни, живеам меѓу такви исти. Доека ние не окренеме погледот нагоре и не се огледаме во суштина кој е Господ и каков е Господ, не ја видиме таа негова светост и неговиот карактер, тешко дека ќе се согледаме самите себе си, дека сме луѓе со нечисти усни, со нечисти срца, со нечисти умови, со нечисти мисли, често пати. Значи, после тој поглед нагоре следува поглед длабоко во себе. Кога ќе сватиме кој е Господ, кога ќе ја видиме сета негова светост, тогаш ќе ја видиме сета наша ништожност. Тоа се случува со Исаија. Пропаднав тешко мене. Еден од серафимите долета кон мене, и сега, значи, откако ова се покајнички зборови, значи, на еден човек, тешко мене, нема тука гордост, како што кажав. Веќе не се гледате себе си како нешто.
туку се гледате како ништожни, откако сте се сретнале со Господа и неговата големина и светост. И следува прочистувањето од Господа, кој исто така битен момент. Еден од серафимите долета кон мене во рацете имаше жар, оган, како символ и жар на прочистување, што го зеде со клешти од жртвеникот, се допре со неа со жарта до мојата уста и рече: еве ги допре твоите усни, вината ти е симната и гревот очистен. Исаија пред Господа, очистен, чист. Само тако може да остане пред Господа. Тешко мене, како што вели тој. И тогаш, значи, откако ќе погледнеме нагоре, кога ќе согледаме каков е Господ, па ќе се погледнеме себе си, ќе се согледаме какви сме ние, доаѓа очистувањето и тогаш доаѓа погледот на надвор. На надвор. Кон другите. Кон оние за кои што сме повикани. Тогаш го чув Господовиот глас и еве го прашањето. Господово, кого да испратам? Исаја е избран, повикан за тој да ја однесе таа порака, битна порака до народот, до Јужното царство. Кого да испратам? Интересен е речникот овде, кој што повторно подсетува на оној речникот 1-2 глава Мојсиева. 1 Мојсиева. Кај што се гледа божеството. Први вели кого да испратам во еднина, а потоа вели и кој ќе ја однесе нашата порака, множина. Значи, да, Господ е еден, меѓутоа божеството е сочинато од повеќе. Јас верувам од тројца. Кој како сака може да верува поинако, меѓутоа јас верувам, така се три личности горе. Кој ќе ја однесе нашата порака? Кого да испратам? Тоа се прашањата до Исаија, прашањата до секој од нас. Поглед нагоре, поглед во себе, поглед на надвор. Луѓето кои што чекаат и очекуваат пораката. Денеска имаме ние како адвентисти на седмиот ден, во ова последно време златна порака, тоа ангелска вест наречена, која што се помалку се проповеда. Кој може да го чуе гласот Божи и ќе го слушне, тоа исто прашање. Кого да испратам да ја однесе тоа ангелската вест, затоа што веќе ја нема. Не се проповеда, а таа е таа вест и на предупредување и на утеха. Кого да испратам? Кој е одговорот на Исаија? Еве ме мене. Еве ме мене. Испрати ме мене. Ова е толку тешко некојаш. Почнувам од себе, значи јас затоа кажав, ова е своевидна мисионска порака. Дали сме ние тие, и што е проблемот можеби кај нас? Дали можеби ги немаме тие доволно тие средби, лични средби со Господа? Дали греф е во прашање, дали нечисти устни, дали нечисти мисли, дали било што не спречува да кажеме Господе, еве мене, испрати ме мене и да одиме во силата на Духот Свети и да ми однесеме пораката на луѓе. Некој проблем има, кај секој од нас нешто има. Нешто друго ни е поважно, можеби ние гледаме сериозноста на целата ситуација, како што Исаија ја вишал таа сериозност, паднала и во некоја малодушност, но Господ му дал визија, се сретнал со Господ и ја вишал таа негова светост и безпрекорен карактер и сватил колко е ништожен. И тука има еден проблем, значи, кај нас, додека не свативме дека сме ништожни и дека не можеме, ние немаме сила да можеме да идеме и да викаме да им проповедаме на луѓето надвор. Не. Се додека се осеќаме дека сме нешто вредни, имаме некои си не знам какви таленти на говор, на било што, не. Треба сосема целосно да се срушиме, целосно да се предадеме. Кога ќе видиме Господа каков е, тогаш ќе сватиме дека ние сме никој ништо. Тогаш ќе добиеме сила од Него, прочистување и ќе можеме да кажеме, еве мене Господи, испрати ме мене, затоа што знаеме дека
Господ е со нас, Господ ни ја дава таа сила, не одам јас во своја сила. Па колку пати сме пробале, може. Во своја сила не иде. Дори може би се викаме, често пати се изговараме, ке речеме, што џабе, не слушнале муабети меѓу нас, и јас сум кажувал некојаш, што џабе им зборуваме, не слушаат. Никој не поверувал, никој не верувал. Може ни сме јава, или не знам што. А пазите понатаму што му вели, откако Исаија ќе ја прифати, ова голема задача, ќе каже, еве ме мене, испрати ме мене, пазете што му вели Господ. Охрабрување му дава. Што му вели, ќе прифатат. Обилно има да прифатат и да се крштеваат, да се обратуваат. Што вели? Господ му одговара, му вели, отиди и речи му на тој народ, со уши ќе слушате, но нема да разбирате, со очи ќе гледате, но нема да видите. Закорави му го срцето на овој народ, заглуши му ги ушите, заслепи му ги очите, да не гледа со очите, да не слуша со ушите и да не разбира со срцето и да не се обрати. И да не се излекува, замислете си. Да прифатите на своја говорност, да одите да ја носите по раката и никаков успех. Нема никакво обраќање, нема никакви резултати. Тоа однапред би го знаеле, дали ви отиште. Како ќе биде, како ќе ви биде. Ќе видиме после во контраст кај Мојсија, кој што самиот ќе рече, па Господе, што, ако идам, па ако не ме слушаат, па... Овде Господ му кажува како ќе биде резултатот и вели 11 стих, Исаија сега му вели на Господа, во 11 стих му се обрќа му вели, до кога, Господи, до кога ќе биде така? Има ли некоја надеж, има ли некој зрак на светлина? И Господ му одговара, додека не запустат градовите и додека не останат без жители, уште побетер од ова ќе биде. Значи, вели, ова ситуација ништо не е, уште побетер ќе запустат комплет. Не Северното царство, и Јужното, Вавилон, ќе отиде во робство. Овие збори баш не тоа се однесуваат. Доека куќите не бидат без никој жив и доека земјата не стане пустина, доека Господ не ги протера луѓето далеку, тешко истребување ќе ја погоди земјата. И ако остане во неја уште 1/10, и таа ќе биде сотрена. И некој мал остаток ако остане 10, и таа ќе биде сотрена. Каква порака треба да однесе Исаија, но сепак не завршува пораката, оди понатаму и вели, и така ќе биде сотрена како дап кога ќе го пресечат до пенушката. Знаете, ќе остане само еден мал дело, дрво кога се сечи, останува труп таму доле. Повеќе е во земја, отколку надвор над земја. Нивната пенушка ќе биде свето семе. Еве га, таа надеж. Исаија, 50 и кусори, колку не знам години, е во служба да ја носи оваа порака на надеж. И над 60 беше, да. И сум слушнал дека книгата на Исаија е видна миниатурна Библија. Има и 66 глави, интересно, како што Библијата има 66, нели, книги. Тука имаме и Евангелие, мислам, Исаија може да се нарече евангелист. Значи, ја носи таа вест на надеж. Значи, неговиот одговор, одзив на прашањето кого да испратам, кој ќе однесе нашата порака е, еве мене, испрати мене. И покрај тоа што многу никаква надеж не му влева Господа за тоа каков ќе биде одзивот и какви резултати ќе произлезат. Што е нашиот проблем? Зошто ние не велиме Господи, еве мене, испрати мене? Значи, ова не се однесува само за повик кон мене, како е пастор, или кон Исаија, како пророк, туку кон секој од нас. Сите ние сме повикани од Господа да ја однесеме неговата порака. Нашите изговори некогаш се наистина мизерни, тоа ќе го видиме низ изговорите на Мојсе. Сеќавате минатиот пат тамо кога беше, зборувавме за тој негов стап, кој што ќе стане, тој пастирски негов стап, кој што ќе стане Божи стап. Но сега пак сме тука некаде, но да ги видиме неговите изговори. Излез 3 глава, значи 2 Мојсеева 3 глава. За разлика од Исаија,
Што вели Мојсе во 3 глава од Излез, 11 стих најнапред. Вака вели Мојсе на Господа, откако нели Господ му кажал дека ти си избран, јас тебе ти избирам да го изведиш Божиот народ од Египет. Тој вели, кој сум јас да се запатам при фараонот? Да, ова и личи скромно и понизно од Мојсеја и добар е тој дух, но како што ќе одиме низ овие негови изговори, ќе сватиме дека всушност тој сака да ја избегне оваа задача. Ова се само негови изговори. Кој сум јас да се запатам при фараонот, му одговори Мојсе на Бога, и да ги изведам израелците од Египет. Како да сака да каже, Господи, пред 40 години беше моментот, кога ја кренав рака на тој египетец. Тогаш требаше, Господи. Тогаш имав и некое влијание. Знаеме во какви школи се е учил, како бил спремен и воено и секако Мојсе. Што сега, овчар со стап? Какво сега влијание ќе имам? Па они мене ми заборавиле, ќе се вратам, не ме ни памтат кој сум и што сум. Тоа е првото нешто се окажува. Значи, без никаква репутација сум сега. 13 стих, односно во 12 од Господ што му вели? Јас ке бидам со тебе. Исаија го имал тоа храбрување од Господа. Што го видел Господ. Знаел дека комплетно му се предал и рекол, кој сум јас, тешко мене, човек со нечисти устни, ке Господ ќе биде со него. Таман работа, ако Господ ве праќа со својата порака, посебно пораката за ова време, и ве остави сами таму. Па Господ сака да стигне таа порака, зашто е можно повеќе луѓе. Јас ке бидам со тебе. Во 13 стих, што вели Мојсе? Вика на Господа, ако отидам при израелците и ми речат, Бог на вашите татковци, значи им речам, Бог на вашите татковци ме испрати при вас, а ти ме прашаат, како му е името? Значи, ете сега, почнува да ме прашуваат малку колку сум подкован. Ја учев во поинакви школи, сега 40 години се расправам со овци, што да им кажам? Што му вели? Кој му е името на Господа? Јас сум, кој сум? Да. И му реди понатаму, значи, Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковов и така натаму. Доаѓаме до 4 глава, 1 стих, уште еден изговор е она што на Исаија Господ му кажува пред време, за да не се обескрбли, дека нема да има добар одзив, но да оди во Божја сила. Овде сега Мојсей му кажува на Господа, пазите, кој сме ние со изговор да кажеме, како што кажа претходно, се извинувам, ќе одам, Господи, ќе одам, ама, знаеш, нема да ме слушаат, па ова ќе биде, па вака ќе биде, па така ќе биде, па нема ефект од тоа ништо. Кој сме ние да му кажеме на Господа како ќе биде и што ќе биде? Ако Господ ни рекол, оди и однеси ја пораката. И што вели во 1 стих, 4 глава, Мојсей одговори, вели, ама ако не ми поверуваат, нели во прашална форма, но на тоа алудира, и не ме послушаат, туку ми речат, Господ не ти се јавил, што тогаш? И тогаш, нели, е оној знак со стапот, со раката, губава. Третиот изговор на Мојсей е тоа. Ото да име до 10 стих, уште еден изговор, вели, прости ми, Господи, продолжи Мојсей, јас никогаш не сум бил красноречив човек, елоквенција 0. Ни порано, ниту сега, кога му зборуваш на својот слуга, јас сум бавен во зборувањето и на јазик тежок. Вистина е ова? Мојсей повторно се изговара. Сеќавате ли, кога зборувавме на таа тема, не знам дали го спомнав тој стих, но каков бил Мојсей на вистина? Може би сака да каже, еве, после овие 40 години во пустината, сум заборил да зборувам. Дела апостолски во онаа проповед на Стефан,
во 7 глава, спомнавме тоа неколку стиха, не знам дали кој го спомнавме, каде што Стефан кажува некои карактеристики за Мојсија. Дела 7 глава, 22 стих, значи држите овде прст во 4 глава Мојсија, 2 Мојсија. 7 глава Дела апостолски, 22 стих. И Мојсија ја изучи целата египетска мудрост и беше силен во своите зборови и дела. Мојсија беше силен на зборови и на дела. Ова е повторно пак уште еден беден изговор од негова страна. И Господ му вели, добро, Арон ке зборува место тебе. И ако забележите после во 5 книги Мојсиеви, кој е тој што зборува? Па Мојсија цело време зборува, не е толку Арон, Мојсија цело време зборува. Иако се жали овде дека е тежок на зборување, бавен. Па Господ му вели, нели, подолу, а кој ја создаде устата, кој го создаде јазикот? Знаете ли вие, колку многу Господ се има послужено преку брат Дане? Знаете, Дане нека има говор на ман. Но какви све искуства тој има кажувано и таму по Тетовско, по гостинарско. Не е се до договорот. Ако вие одите во Божја сила, да ја носите пораката, тој е тука со вас и ќе прави чуда. И после овие сите изговори, што ќе каже Мојсија, што му преостанува во 13 стих? Што вели? Прости Господи, пак рече Мојсија, не би ли испратил некој друг? На кого личиме повеќе ние? Исаија, откако ќе има она визија, значи средбата со Господа, очистувањето, откако сваќа колко е ништожен, ќе каже, Господи, еве ме, мене испрати ме. А Мојсија изговор преку изговор, на крајот, Господе, тука сум јас, ама испрати некој друг. Подобро. Сепак, фала на Господа, тој е тој, кој што сепак ќе отиде и ќе го избави Божиот народ. Господ преку него, нормално, не он. Затоа што сватил, веројатно се скршил и тој сватил дека попусти се сите негови изговори и дека едноставно треба да му се предаде на Господ и дека Господ ќе ги води сите работи. Господ може мокно да не искористи секој од нас. Како што кажав минатиот пат, го зборовме за тој негов стап. Што имаш во раката, нели Господ го прашува? Стап! Абе, макар и да е стап, еден обсрчки стап, макар и да е најмалиот, најнискиот, најништожниот талент да го имате, Господ може мокно да го искористи во корист на неговото дело и носење на пораката. Господ секој нас може да не искористи, сите ние имаме таленти, сите ние имаме способности, но кој е нашиот одговор? По се изгледа, имаме проблем, да бидеме искрени и најчесто нашиот одговор е овој на Мојсија. И затоа чекаме некој друг да отиде, ние не одиме и затоа сме малку. Ова е проблем, значи, како што кажав, ако се сеќавате на таа анализа таму правена во некој списание беше, каде што оваа трансевропска дивизија е најслаба по членство, само околу 80.000. Малта некако цела Романија. Додека сите други имаат кој по 3 милиони, кој по 1,2 или онаа другата европска, како се викаше, Интер. Таа има околу 150.000 некаде. Меѓутоа, оваа трансевропската, во која што ние спаѓаме, најслаба, 88.000 само. А, од друга страна е мислам, то се делови на Европа, не мислам на овие нашиве, меѓутоа нагоре се едни од најпросперитетните држави, во некој начин економски и така. Но не се работи, нема премалку се Исаии, многу повеќе онакви кои што велат Господи, испрати некој друг. Јас овде ќе завршам, да пораката е да се преиспитаме секој лично од нас дома, во молитва,
да Господ не овозможи да се сретнеме со Него, да сватиме дека сме повикани за една сериозна работа и да ја прифатиме пораката. Нека му е слава на Господа. Амин.